Победникот е воениот оркестар на Северна Македонија. Така германски Шпигел ја оцени балканската турнеа на канцеларот Олаф Шолц во јуни, сугерирајќи дека најдоброто нешто од посетата на регионот било интонирањето на германската химна во Скопје. Оркестарот, кој според реномираниот весник направи германската химна да звучи моќно, работи во трошна барака во касарната Гоце Делчев во Скопје. Војниците од воениот оркестар, 30 на години се на првата линија на фронтот, при посети на странски државници, но и на прославите за македонските државни празници. Признанието од Шпигел за подполковникот и диригент на воениот оркестар Горан Илиевски е чест и вреднување на нивниот труд. Ние со огромно задоволство го примивме тој напис, го прочитавме и сепак ни е една валоризација на нашиот труд. Како припадници на воен оркестар сме почестени со таква објава. Инаку да кажам дека прв пат тоа се случува во историјата на воениот оркестар, на постоењето на воениот оркестар, да има таква објава во странски вестник. Германската не е единствената химна, што припадниците на воениот оркестар речиси постојано ја вежбаат. За да не изгубат на континуитет, националните химни често им се на дневниот репертоар за вежбање. Никогаш не се знае кога ќе им стигне најава дека странска делегација треба да ја посети Северна Македонија. Мора да го одржиме нивото и едноставно нотите дадени од државата која пристигнува, мора да ги донесеме до најдобар можен степен. Значи се трудиме да го вложиме сето наше знаење и да го постигнеме максимумот од тие ноти што ни се поделени и донесени. Претходно поделените и донесени ноти, сепак, не се единствените по кои свири оркестарот. Покрај националните химни и воени маршеви, припадниците на воениот оркестар неретко знаат да отсвират и нешто од традиционалната фолк музика, но и од популарните поп песни. Во армискиот оркестар членуваат 47 мажи и само 2 жени. Мајора Нета Куртелова, 12 години, гордо ја носи армиската униформа и титулата прва флейтистка на воениот оркестар. Нашата работа е сврзана со протоколи. Исто така имаме и дел каде што можеме да се изразиме подобро уметнички и баш музички. Тоа се концертите каде што свириме различен тип на програми. Мене лично ми е најдобро кога свириме концерт со филмска музика, со такви работи позабавни, бидејќи протокол е химни, маршеви, тоа е секојдневие и кога имаме концерти, кога треба да свириме нешто што не е стандардно, тогаш мене ми е најсупер. Добар ден. Иако музиката им е првенствена задача, припадниците на оркестарот се и војници. Подлежат на истите психофизички тестови и вежби со оружје како и останатиот дел од армијата. Може да се стекнати со офицерски и подофицерски чинови, во зависност од степенот на нивната едукација. Си имаме неделни планови, програми и стрикно се придржуваме спрема нив. Имаме 3 до 4 часа музички програм, имаме физички проверки и според планот и програмата во одреден период од годината имаме обука за гаѓање неколку пати во годината. Комплетно со сите наши колеги од армијата ги имат обврските и ние исто ги
практикуваме. На репертоарот на армискиот оркестар има една главна numera за која секогаш треба да се подготвени – химната на Република Северна Македонија. Повторно и повторно, македонската химна мора да биде доведена до перфекција, зашто и најчесто ја изведуваат, како на пример во петокот при посетата на италијанскиот претседател Серџо Матарела.